господине Заев, сакам да ве прашам, кој ја прави кадровата политика на Социјалдемократскиот сојуз и на владата на Република Македонија и кој ги избра кандидатите за градоначалници на СДСМ кои што денеска се градоначалници. Фрлањето на одговорност дека има многу луѓе кои што потврлиле во локалната самоуправа, во министерствата, во директорските функции, е во ред. Промените се добро. Вие вчера многу време потрошивте за тоа и јас се согласувам. Но и овие луѓе кои што сега ги менувате, сте ги избрале вие. Која е гаранцијата дека новите луѓе кои што ги предлагате денес, или ќе ги назначите директори, или ќе ги поставите на локални функции како што ја најавувате, дека ќе бидат подобри од тие кои што веќе ги менувате? Која е гаранцијата? Пак Зоран Заев ќе ги бира. И тие претходно ги бирал Зоран Заев, и овие сега новите ќе ги бира Зоран Заев. Ние имаме концептуален проблем. Ние имаме проблем на една политичка структура која што нема реални познавања на темата со која што работи. Имаме политичка структура во владата на Република Македонија која што се уште не знае како функционира системот. Прочитайте го извештајот на Европската Унија. Најмногу забелешки, најмногу критики во тој извештај има за тоа дека не знаете како функционира системот, како функционираат институциите. Затоа ветувањето за промена на луѓе мене ништо не ми значи, на граѓаните ништо не им значи. Не може функционери кои што ги тргате од државни извршни функции, а ги ставате на партиски функции, да велите не ги бива за на државно, ама ги бива за во партија. Или ги тргаме од партија, ги оставаме на нивните функции. Не ги бива за во партија, ама ги бива за државно. Јас не го правам изборот на кадри со кои што вие работите, господине Заев. Вие го правите. Дајте ми гаранција дека луѓето кои што сега ги предлагате ќе бидат подобри од тие што биле претходно. Луѓето кои што ќе ги смените од директорски функции, дајте ми гаранција дека новите што ќе ги поставите ќе бидат подобри. Нема гаранција, господине Заев. Кадровски вие не успеавте да покажете дека имате реална проценка за потенцијалот на луѓето и можностите кои што ги имаат. На крај на криштата има десетина анкети во овие 2-3 месеци од која најавивте метлата за тоа кои министри треба да си одат од владата. Овие што ги тргнавте од владата се на најниско ниво според чувството на граѓаните дека треба да си одат. Тие кои што се со најмногу став на граѓаните дека треба да си одат од владата се околу вас, продолжуваат да бидат околу вас. Тоа може да е и политичка одлука. И ја го почитувам, но бидете свесен дека со овој потек и со затварање на ваква реконструкција на владата, вие превземате целата одговорност на вас. И за следни проблеми, и за следни афери, и за следни скандали, и за следни нереализирања на капитални расходи. Нема веќе таму некој министер во некој министерство бил крив. Сте имале можност вие да ги смените. Кога имате параметри дека 90% од министрите не си ја вршат работата во делот на капитални расходи. Во кој ресор, господине Заев, има подобрување во Република Македонија? Дали има во областа на културата подобрување? Па година дена тоа министерство нема министр. Сега ставате некој господин со добро CV, со биографија, непознат за нас, со единствена поврзаност со културата, дека бил уредник на радиоемисии од областа на културата. Во ред, добро е CV-то, добра е биографијата на господинот кој што е предложил. Ставете го него во Министерство за здравство. Цел народ, сите граѓани, сите пратеници тука зборуваат дека министерот за здравство треба да си оди. Ставете го овој господин за министер за здравство. Венко Филипче, ако е толку битен, нека оди Венко Филипче во Министерство за култура. Што е разликата помеѓу Венко Филипче и почитуваниот докторот Тетово кој што го кандидирате за култура? А еве направете таа ротација. Дајте му можност на овој доктор да го води Министерството за култура, за вие политички да се заштитите. Сите напади на владата во најголем дел одат по линија на улогата на Венко Филипче во владата. Јас не знам како мислите вие дека вие лично имате политички капацитет да ги изнесете на свој грб сите удари по поединечни министри. Јас стварно тоа не го разбирам. Едноставно е невозможно тоа, господине Заев. Да, вие имавте аура. Многу граѓани во вас препознаа тоа што препознаа. Дали го испорачувате или не, е лично чувство на граѓаните. Јас сум мислел едно, Фросина мислела друго, Бетијан трето, Владко четврто и небитно.
но не можете вие да ги изнесете на ваш грб тие министри кои што ви се најмногу на удар. Тоа што не ги сменивте, јас и вчера ви кажам, покажува политичка слабост ваша. Не покажува ништо друго во оваа ситуација. Да не зборувам за животна средина, веќе таму, како да ви кажам, маршови правеа вашиве, еве тука беше Дамјан, не знам другиве, Горан Мисовски, кој да по Скопје маршираа, Шилего, се извинувам, може сгреши. Маршираа по Скопје, ќе го заштитеа екологијата, животната средина. Ништо нема направено во животната средина. Ништо нема направено во животна средина. За образование да не зборам. Петар Атанасов, колега ни беше пратеник тука, кажа све што кажа. Не коментирам, не злоупотребувам неговата изјава. И така натака, и така натака. Понатака, господине Заев, двојни стандарди. Во целото ваше владење двојни стандарди. Патот за Радовиш, таму што е експресниот, се гради со брзо темпо. Еве, да, се гради. Ама за Блаце автопатот, 3 години немате камче поместен. Е сега, како едно општество за струмичаниве може да има експресен пат, ама за Блаце не може да се гради автопат. А во исто време полна ви е устата со едно општество за сите. Па нема, на дело не се гледа. Знаете, читам по Фейсбук, вика, ако нелегално производство на тутун треба да се решава со специјална полиција, зошто и нелегално производство на ракија не се решава со специјална полиција? Каде е тука едно општество за сите? Или за албанци во Љуботен важат едни закони, за македонци во Велес и Ви благодарам. други закони.